Почитувани, време е за малку забава на телевизија Мега, односно време е за уште едно издание на емисијата Магазин. И за денеска ви подготвивме интересни содржини со кои што верувам дека ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај. На самиот почеток ви ја пренесуваме атмосферата од концертот на миленикот на женската популација, познатиот пејач Енрике Иглезиас. Погледнете како беше на концертот во Скопје. Арената Борис Трајковски гореше од енергијата и забавата која ја приреди шпанскиот заводник Енрике Иглесиас. Иако доцнеше половина час, публиката трпеливо го чекаше моментот кога Енрике ќе се појави на сцената. И во еден момент светлата се изгасија и забавата започна. Појавувањето на Енрике ја дигна 10.000-тата публика во Борис Трајковски на нозе, а беше пополнето и последното место на трибините, додека во партерот се бараше простор повеќе за танцување. Енрике, како и секогаш, се појави енергичен на сцената и од стартот публиката знаеше дека ја очекува концерт на кој ќе си игра и пее, од првата до последната песна. Се редеа хитовите I'm a Freak, Bailando, Not in Love, Hero, Tonight, Bailamos и така натаму. За журката во Борис Трајковски да биде поголема, Иглесија започна да се качува по трибините во салата, што ја доведе атмосферата до степен на лудило, а срекните фанови кои успеа да дојдат до него имаа можност за фотографирање и пеење со шпанскиот пејач. Во еден момент Енрике се појави на другиот крај од арената, качен на импровизирана бина и пееше на публиката која беше најоддалечена од главната сцена. Тој повеќе пати се поклони пред македонската публика, а додека го представуваше бендот кој го прати на оваа турнеја, ја дигна чашката и рече на здравие Македонија. На самиот крај Енрике ја напушти сцената без поздрав и ја остави публиката збунета, пошто повеќе пати беше повикан на бис, но организаторите започнаа со размонтирање на бината и ги вклучија светлата, што значеше крај на 1,5-часовната забава. Иако Енрике си замина без поздрав, од Авалон продукција информираа дека тој си заминал задоволен од Македонија и изјавил дека ова му бил најдобар концерт оваа година, а менаџментот и целата екипа беа шокирани од енергијата која Енрике ја вложи на концертот. Тврди дека публиката го понела и дека со сигурност ќе се врати повторно во Македонија. Авалон уште една се докажа во организирањето на светски концерти, со перфектни сценско-визуелни ефекти и технички напредно озвучување во Македонија.